има посебно значење за историјата на македонскиот народ. Заради тоа што 2 август започнало Илинденското востание во 1903 година, а во 1944 година е одржано првото заседание на АСНО. На 2 август 1944 година во манастирот Прохор Пчински почна првото заседание на АСНО, за кое беа избрани 116 делегати. На заседанието е избран президиум во состав председател Методија Андовченто и двајца подпредседатели Панко Брашнаров и Мани Чучков и 18 членови, од кои 2 секретара Љупчо Арсов и Владо Полекин. Потоа представници од Македонија заавној, како и повеќе помошни дела на президиум. Деле се илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолклорни и религиски символи, што го прави Илинден еден од битните празници во Македонија. Востанието е познато како Илинденско, според денот на започнувањето. Односно, на 2 август 1903 година на Илинден почнало Илинденското востание во Македонија. Точно по 41 година по Илинденското востание во манастирот Свети Прохор Пчински во близина на Куманово се одржува првото заседание на АСНО, односно антифашистичко собрание на Народното ослободување на Македонија, на кое е потврдена обществено-правната положба на Македонија како равноправна и федерална држава во рамките на Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, најстар делегат и сведок на двата Илиндена. Заседанието условило неколку документи и служи потворно значење, решение и контролирање на АСНО како врховен законодавен и извршен представнички орган на демократска Македонија, решение за воведување на македонски јазик за службен јазик во македонската држава и декларација за основните права на човекот и граѓанинот на демократската Македонија. Во чест на сите храбри и загинати борци, за сите оние што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност, ве поканувам сите присутни да им одадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава! По повод 2 август, 121 година Илинден, најголемиот македонски национален празник и 80 години од првото заседание на АСНО, свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци ги положат делегација на општина Делчево, организации и институции, политички партии, Сдружение на борците, Сдружение на граѓани и други. Нека повелат.
Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, нека ни е честит празникот 2 август, Илинден. Сега те поканувам на културно-уметничка програма во село Цвегор од 13 часот. Пријатен ден!